Во делови од Штип прст пред око не се гледа. Уличното осветлување не работи со недели. Состојбата е присутна на повеќе локации, но најалармантно е во Дузлачки рид, каде жителите се ориентираат исклучиво според светлата од куќите. Па во ред дека не се проблеми, дека нема улични проблеми тоа. Мал дека е проблем. Тоа у секоја урбанистичка населба би требало да има осветлување. Мракот крие многу опасности, но него многумина го користат за да дивеат во темното. Најче поради тоа што не е осветлено, се вози многу брзо од околината. Има мали деца. Знаете како е, привлече им го вниманието и штрчат на улицата, не дај Боже ке случи некоја трагедија. Колку од општината, чија обврска е промена на уличните светилки, знаат за мракот на Дузлачки рид. Проблемите со осветлувањето во одредени на делови на градот, значи се секојдневни, се случува да нема улично осветлување во одредени делови. Причините може да бидат различни, од прегорување на сијалиците, па се до намерно уништување. Секако ние како општина имаме обврската да ги замениме. Нашите комунални редари во поглед на ова кои што се должни за осветлувањето континуирано се на терен. Молиме за трпение, овој проблем од овие две улици ќе биде соопштен на одговорните и се надеваме на брза реакција и дека истиот ќе биде решен. Месечно секое штипско домаќинство за улична сметката за струја плаќа по 120 динари. Со околу 15.000 струјомери, тоа се околу 30.000 евра месечен приход на име улично. Сосема доволни причини граѓаните да очекуваат поголема видливост на улиците. Од друга страна, многу улици се во мрак, меѓу другото и поради граѓанска неодговорност. Уличните светилки се кршат во континуитет, а жиците за довод на струја на столбовите намерно се прекинуваат.